Добре дојдовте во Е-училница. Овој видеочас е наменет за учениците од второ одделение по предметот математика. Содржината која ќе ја обработуваме на овој час е поим за множењето и знакот по. Целите се да го разбирате множењето како собирање на исти собироци и да го користите знакот по, и да го разбирате множењето како опишување на низа од броеви. Па да почнеме. Знакот за множење е точка или пак буквата Х. Се чита како по. На овој слайд имаме представено две групи. Секоја група има две мајмунчиња. Наша задача е да пресметаме колку мајмунчиња има, колку вкупно мајмунчиња има на овој слайд. Како ќе го направиме тоа? Се разбира со собирање. Ние знаеме да собираме. Имаме две мајмунчиња и уште две мајмунчиња, тоа се 4, вкупно 4. Но истото тоа можеме да го искажеме и на друг начин. Може да кажеме дека имаме една, две групи, во секоја група по две мајмунчиња. Значи, две групи по две мајмунчиња. Повторно, вкупно се 4. Или скратено, со новата математичка операција што ја изучуваме денес, тоа би се запишало 2 по 2 е 4. Ова е математичката операција множење. Во математичката операција множење, броевите се именуваат вака. Првиот е множител, вториот број е множител, а тоа што го добиваме од множењето се вика производ. Уште еден пример. Имаме 3 групи од по 1, 2, 3, 4, 5 капки. Со собирање тоа би го представиле како 5 плюс 5 плюс 5 и тоа е еднакво 15. 5 и 5 се 10 и уште 5, 15. Но може да го искажеме и на поинаков начин, односно да кажеме дека имаме 1, 2, 3 групи, во секоја група по 5 капки и тоа е 15. Или скратено со знакот по, тоа би било 3 по 5, 15. Треба да забележиме, да воочиме дека сите овие групи имаат ист број елементи. Уште еднаш, само сега имаме многу повеќе групи. Имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 групи. Во секоја група има ист број елементи, по 2. Со собирање, за да пресметаме колку се вкупно, со собирање тоа би го представиле како 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2, значи 7 пати 2, и тоа е, како ќе пресметаме? Со додавање по 2, односно со бројната низа на бројот 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Значи имаме вкупно 14 цвета. Тоа можевме да го направиме и со броење по 2 на самите елементи во множествата, односно во групите. Како ова да го представиме скратено? Значи имаме 7 групи по 2 цвета, тоа се 14 цвета. Или пак со знакот по, 7 по 2, тоа е 14. Уште еднаш да напоменеме дека сите групи имаат ист број елементи,
Зошто е тоа важно? Затоа што множењето е скратено собирање на еднакви собироци. Како да научиме да множиме? Множење со помош на бројни низи. Се навраќаме на задачата каде што имавме групи од по 2 цвета. Значи имаме 2 и добројуваме по 2. Уште 2, 4, уште 2, 6, уште 2, 8, 10, 12, 14. Што правевме сега? Броевме по 2, односно ја кажувавме бројната низа по 2 и го добивме збирот 14. Значи, ако ја знаеме низата со броење по 2, а ја знаеме 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ние всушност ја знаеме и таблицата множење со бројот 2. Затоа што една група со 2 елементи се 2 елементи. Две групи по 2 елементи се 4. 3 групи по 2 елементи се 6. 4 по 2 се 8. 5 по 2 се 10. 6 по 2 12. 7 по 2 14. 8 по 2 16. 9 по 2 18. 10 по 2 20. Значи, ако ја знаеме бројната низа за броење по 2, ние всушност ја знаеме таблицата со бројот 2. Но ние знаеме да броиме и по 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Тоа значи дека ние всушност ја знаеме и таблицата множење со 5. 5 по 5, 25, 6 по 5, 30, 7 по 5, 35, 8 по 5, 40, 9 по 5, 45 и 10 по 5, 50. Исто така, ние ја имаме научена и низата броење по 10. Значи, ја знаеме и таблицата со 10. Ете така. Значи, всушност, ако ги знаеме низите броеви, да броиме по 2, по 5, по 10, тогаш ние ги знаеме и таблиците множење со 2, 5 и 10. Но знаеме дека има таблици множење и со другите броеви. Има таблица множење со 4, со 7, со 6, со 9 и така натаму. Како да ги откриеме нив? Ќе ви представам два начина за откривање на таблиците множење со било кој број. Првата е табелата со точки. Како што забележувате овдека, имаме една табела која што е исполнета само со точки. Хоризонтално имаме 10 точки и вертикално имаме 10 точки. Купно во оваа табела имаме 100 точки. Уште оваа табела би можеле да ја наречеме табела стотка со точки. Како таа ќе ни помогне да ја откриваме таблицата множење? Еве да започнеме, да ја решиме првата задача 3 по 2. Ќе се послужиме со редови и колони. Значи ред е тоа што е представено во хоризонтална насока, а колона е представено тоа што е во вертикална насока. Да речеме, имаме 3 реда. 1, 2, 3. Обележуваме до третиот ред. И потоа имаме 2 колони. 1, 2, обележуваме. Еве го бројот што ние го бараме. Значи, имаме 3 реда
по 2 колони. 3 по 2. Пребројуваме 1, 2, 3, 4, 5, 6. Уште можеме да броиме и по 2, за да биде побрзо. 2, 4, 6. Значи, производот е 6. Уште еден пример. 7 по 5. Како беше? Го бараме бројот 7, односно седмиот ред во табелата. Ставаме линија, потоа ја бараме петата колона и исто така ставаме линија. Ова е бројот што го бараме. Треба да преброиме колку точки имаме внатре, но ние знаеме да броиме по 5 и тоа ќе го направиме побрзо. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Значи 7 по 5 е еднакво 35. Оној што не знае да брои по 5, може да се ги изброи точките една по една и да го добие повторно точниот резултат. И уште еден пример, за да го утврдиме нашето знаење, значи 6 реда по 10 колони. Ја бараме шеската, обележуваме. Бројот 10 од колоните, обележуваме. Ете го нашиот производ. Броиме по 10, затоа што во еден ред има 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Производот е 60. Исто така можеме да броиме и по 1, ако не знаеме да броиме по 10, повторно ќе го добиеме истиот производ. А сега ќе ви ја представам табелата стотка, но тоа е табела стотка за множење. Таа табела стотка се разликува од табелата стотка што ние ја знаеме. Во табелата стотка што веќе ја знаеме, броевите растат по 1, почнувајќи од бројот 1 до бројот 100. Но табелата стотка за множење е малку поинаква. Во што се разликува? Се разликува во тоа што ако почнеме да ја гледаме низата, која почнува со бројот 1 и одиме хоризонтално, таа расте за 1. И вертикално исто расте за 1. 1 плюс 1, 2 плюс 1, 3 плюс 1, 4 и така натаму. Разликата е во останатите колони и редови. Колоната што почнува со бројот 2 расте за 2. 2, 4, 6, 8, 10 и така натаму. И редот кој што почнува со бројот 2 расте за 2. 2, 4, 6, 8, 10 и така натаму. Низата за бројот 4 почнува од бројот 4 и расте за 4. И редот исто така расте за 4. Од бројот 8 расте за 8 и колоната и редот од бројот 10, ако почнеме, расте за 10 и колоната и редот исто така расте за 10. Како ќе пресметуваме со помош на оваа табела? Да ја решиме првата задача. 6 по 7. Го наоѓаме шестиот ред и го обележуваме. Ја наоѓаме седмата колона и ја обележуваме. Местото каде што овие две линии се вкрстува, тоа е производот на овие два броја. Тоа е бројот 42. Значи 6 по 7 е 42. Ако ги броиме овие броеви како да се точки, ќе го добиеме бројот 42. Еве да докажеме. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34,
36, 38, 40, 42. Што ни олеснува оваа табела стотка? Ни го олеснува тоа дека не мора да ги броиме елементите, туку бројот, производот веднаш ни се покажува. Да решиме уште една задача. 4 по 8. Значи 4 реда, го бараме бројот 4, ставаме линија, го обележуваме, потоа колоната 8, исто обележуваме, местото каде што се вкрстуваат овие две линии ни го даваат производот. 4 по 8 е 32. Значи имаме 4 реда по 8 колони. 4 по 8 е 32. И уште еден пример. 9 по 6. Го наоѓаме редот 9, ја наоѓаме колоната 6, тие линии се вкрстуваат кај бројот 54, што значи 9 по 6 е 54. Што ќе се случи ако сгрешиме што е ред, што е колона? Тоа не е важно. Затоа што множителите, ако се ги сменат местата, производот нема да се промени. Еве да провериме. Наместо редот 9, да го земеме редот 6. И наместо колоната 9, наместо колоната 6, се извинувам, да ја земеме колоната 9. Повторно дојдовме до бројот 54. Табелата стотка за множење е волшебна табела. Се надевам дека ви помогнав да го совладате множењето, односно да го сватите поимот множење и да умеете да решавате задачи со множење со помош на овие табели и низите. Довидување.